Армиската и полициската помош за гасење на пожари ќе биде сведена на минимум. Доброволните противпожарни друштва се почесто ќе се справуваат со пламените јазици. Првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов вели дека на дневна основа најмалку 120 доброволни пожарникари ќе бидат на готовс, а РМ и МВР ќе бидат вклучени само во екстремни ситуации и големи пожари. Наједноставно кажано, доколку имаме голем пожар во Штипско, се јавувам на конкретен човек што денес го договоривме и од него барам да упати одреден број на доброволци кон местото каде што се наоѓа пожарот. Дали тоа ќе бидат 10, 20, 30, тој истите ќе ги упати. Воедно, доколку се работи за поголем пожар, можам да побарам поддршка и од останатите, условно речено, командири на овие единици, на мали единици во склоп на тимовите за брз одговор на дирекцијата, и на тој начин нашата ефикасност ќе биде на многу поголемо ниво, бидејќи ќе биде брза и едноставна комуникација. Доброволните противпожарни друштва по средбата со првиот човек на ДЗС велат дека одговорноста да бидат на линијата на огнот е голема, но ресурсите со кои располагаат се сведени на минимум. Работиме без никакви примања. Се надеваме дека државата ќе ја препознае нашата хуманост и желба за помош и ќе одвои средства за одржување, но и набавка на нова опрема и возила. Ние единствено бараме средства и финанси за да можеме да ги одржуваме, да ги сервисираме нашите возила, да набуваме опрема, да набуваме храна, кога одиме сами кога вршиме обуки, кога си правиме вежби, да можеме да ги стрпиме тие финансиски платоци, и затоа бараме средства за да можеме да го одржуваме. За рачунајте 9 возила имаме регистрација за нив, сервис. Најголемите предизвици предавајќи сложити нашите колеги се системските пропусти кои не мачат, финансирањето, обезбедувањето на опрема. Ангелов по средбата со доброволните противпожарни друштва е да објасни неговата изјава дадена минатата недела околу исплатените дневници кои, како што рече, не биле за доброволните пожарникари, туку за тимовите за брз одговор во состав на ДЗС. Волонтерите доброволните друштва не земаат никакви дневници, а државата треба преку дирекцијата додвои за нив одреден надомест, смета Ангелов. Во моментов на ниво на цела држава на располагање се 15 на доброволни противпожарни друштва.